Добар ден на сите, почитувани. Не случајно сум овде, иако сум член на Комисијата за образование и би сакала да слушам во расправата, бидејќи, да повторам, овој закон е навистина закон за задолжување. Меѓутоа не постои долг пер се, за себе. Туку долгот е за унапредување на основното образование. Тоа е суштината. Не случајно во представниците нема само представници од Министерството за финансии, туку има представник од Министерството за образование, Мила Царовска. Чудно е што и во поверениците има само од Министерството за финансии, а не и од Министерството за образование. Дилемата што ја покрена, не ми е пријатно зашто не е тука господинот Реджепи, јас не ја гледам, бидејќи ако во представниците фигурира министерот за образование како представник, се предпоставува правно логично дека во нејзино отсуство треба да биде некој друг. Значи не е и, туку е или. А ако се двајцата овде, тие може да се договорат, едниот да биде меѓу вас, зошто? За да ги даде одговорите на суштинските прашања, а прашањето на господинот Снопче е суштинско. Тоа е првото. Второто, ако ја следевте некој од нас расправата или го читавме, значи, материјалот, тој се однесува на концептот. И во материјалот, и денеска во расправата, сите не убедуваат дека суштината на концептот, фокусот на концептот, главните актери во концептот се учениците и учителите, а не администрацијата. Значи мора да постои хармонија меѓу концептот и финансиската поддршка на концептот. И јас сега сум во голема конфузија. Јас не знам каков концепт ќе се усвои, оти ако концептот однапред е усвоен, ние тоа во правото го викаме октроиран, наметнат или подарен. Сега ја не сум финансиски експерт, ама можам, кога ги читам овде, значи, кога ја читам распределбата на средствата, веднаш да забележам нелогичност во поглед на покриеноста на компонентите финансиска. Бидејќи од ова што го читам, поголеми средства и од така малите средства се предвидени за компонентите што се однесуваат на администрацијата, на екстерното тестирање како едно од најкритикуваните, да кажам, во претходните концепти, а многу помалку на учениците, па не ме слушавте, како ќе ми реплицирате? На учениците или на раскажаното. На учениците и на, значи, во ретама сега, дозволете ми. Значи, на учениците и на учителите. Тоа е првата забелешка. Втората. Секогаш кога се работи за битни реформи, јас слушаме дека е оваа суштинска реформа, радикална, која што ќе започне, ќе не однесе во новиот образовен и научен милениум, треба да се обезбеди поширока расправа и експертски ставови. Без оглед на сумата на парите. Значи, не ми е јасно тогаш зошто овој закон оди по скратена постапка, а не по редовна постапка, бидејќи јас би сакала да чујам и експерти од областа на образованието
и експерти од областа на финансиите, кои што ќе ми кажат дали ова што овде вака финансиски е распоредено по компоненти, гарантира реализација на концептот за кој што се зборува горе. Тоа е второто. Третото исто, ама не можам да разговарам, не можам да зборувам, колешке. Погласни сте од мене. Сериозно ви велам. Повелите овде. Следното значи, ја оспорувам скратената постапка. Третото, уште понејасно ми е до кога ќе се крши уставот и законите ќе стапуваат во сила со денот на објавувањето. Тоа е редок исклучок во законодавната постапка, ве подсетувам. Значи, членот 52 од уставот убаво вели дека законите влегуваат во сила најрано 8-миот ден од денот на објавувањето, а само по исклучок кој секогаш се утврдува во собранието, по бурна расправа може да стапи во сила на денот на објавувањето. Зошто за овој закон тоа е уште по-проблематично? Затоа што велиме дека имаме концепт за сериозни реформи и граѓаните треба да имаат барем една недела време за да споредат што навистина предвидува овој закон. Не можам да не кажам дека кога го читам текстот на законот, односно особено оценката на состојбите, причините, забележувам дека се работи за превод од англиски јазик, не многу со одветен, бидејќи тој треба да биде препев во англискиот јазик. Понекогаш термините не значат тоа на што сме ние научени, и затоа човек кога чита има проблем да ја разбере суштината. Понатаму. Секој закон почнува со оценка на состојбите во областа што треба да се уреди. Овде нема ниту еден збор, ниту една реченица што значи оценка, бидејќи воведот почнува со реченицата: проектот за унапредување на основното образование е дел од новата 4-годишна стратегија на Меѓународната банка за обнова и развој за партнерство со земјата за период тој и тој. Еднаш во министерствата на тоа веќе ни укажуваат, и дури и министерот за правда рече дека ќе мора нешто да се смени, да се научиме како се пишува закон. Оти тоа е најважното. Значи, овде нема никаква диагноза и никаква оценка, туку само го образложува заемот, и тоа најчесто со речникот на финансиерот, на Светска банка. Еве, демантирајте ме, прочитајте било каде, на која сакате страница, една реченица која што се однесува на оценката на состојбата. Да кажам, без диагноза не е можно да се одреди терапија, не само во медицината, туку и во образованието, бидејќи, како велат, ако сакате да уништите една држава, уништете и го образованието. Значи, разболете го образованието. Затоа јас би сакала, значи, овде да има и некој од Министерството за образование, а не само од Министерството за финансии, за да му укажам на ова. На крајот само една реченица. Значи, лошо е кога најкритикуваниот елемент од некои претходни реформи, слично трошење на пари, на администрација, на евалуација, на експерти, значи, го препознаваме сега не само во концептот, туку најмногу низ бројките, односно низ парите, каде ќе отидат. Јас како учител не верувам дека ако навистина најголемиот влог не е во учителите, бидејќи тие се носителите на проектот и учениците,
како најважен субјект, а не објект за експеримент, дека може да биде успешен. Ви благодарам на вниманието, ќе ве сослушам, се разбира, ќе ги сослушам репликите, но ќе молам да ме извините, не сум член и сакам горе да слушнам и да учам како она што е суштината на овој закон ќе заврши.